Американско-мексиканската граница е важна порта за протокот на луѓе и трговијата стана се поранлива за нелегалниот шверц на опасни дроги како фентанил. За да се справи со оваа растечка загриженост, американскиот секретар за домашна безбедност Алехандро Мајоркас во април најави создавање нова работна група. Drug trafficking organizations have grown in sophistication and power. Меѓу другото, ќе се разгледуваат начини на кои вештачката интелигенција може да се користи за откривање и спротивставување на протокот на нелегални дроги во земјата. We will explore using this Ќе technology истражуваме преку користење на оваа технологија за побрзо откривање на пратките со фентанил. Пет Симонс, поранешен директор во царината и пограничната служба на САД, вели дека постојат системи денес кои би можеле дополнително да се подобрат со вештачката интелигенција. Еден пример е системот за томографија МУАН, кој може да произведе попрецизна слика на објектот што се скенира во споредба со технологии на X зраци. If there's dense cargo in there, Ако има многу задскриен пакет, X зраците не можат да пројдат. Ако користите систем за томографија, тој може да помогне. Има возможува на полицајците да видат што точно има внатре. Тоа може да биде особено ефикасно со контейнери полни со товар, каде што може да се скрие фентанил. Друг начин на кој вештачката интелигенција може да помогне во разузнавањето и аналитиката при преминот на возила на границата. Who are the people that are coming across? How often do they come across? Кои се луѓето што влегуваат во земјата, колку често влегуваат, дали возилото е регистрирано? За вакви информации може да им помогне вештачката интелигенција. Работната група за вештачка интелигенција треба да ги достави своите наоди до Одделот за домашна безбедност во наредните месеци.